Српскиот магазин Неделник го повлече написот во кој се вели дека републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп се извинил за американската улога во бомбардирањето на екс-Југославија во 1999 година. Весникот наведува дека најверојатно бил насамарен при објавувањето на сега дискредитираното интервју. Во наводното интервју Доналд Трамп ветува нова политика спрема Балканот доколку биде избран за председател. НАТО бомбардирањето врз Југославија го заузда тогашниот председател Слободан Милошевиќ и доведе до крај на војната на Косово. Во тоа време председател на Соединетите држави беше Бил Клинтон, сопруг на сегашниот демократски председателски кандидат Хилари Клинтон. Во изјавата на изборниот штамп на Трамп се оценува дека интервјуто во кое тој се извинува за бомбардирањето било измама, можност што ја призна магазинот откако Трамп го отфрли првичниот сензационален напис кој на широко беше пренесен од американските медиуми кои ја покриваат председателската кампања. Господин Трамп никогаш не му дал интервју на српскиот магазин Неделник, како што погрешно пренесе дискредитираниот Newsweek. Ниту такво интервју некогаш било направено преку нашата постара советнувачка за комуникации Сузан Рајдер Јаворовски. Ова е измама и очекуваме официјално извинување од сите инволвирани, изјави Џејсон Милер, советник за комуникации во изборниот штаб на Доналд Трамп. Неколку часа потоа, магазинот објави извинување на насловната страница, признавајќи дека бил насамарен, пошто го повлече написот. Во соопштението се додава дека магазинот над една година се обидува да добие интервју со Трамп, но бидејќи не успеал преку официјален пат, тоа било направено преку, како што се прецизира, лични врски. Неделникот исто така признава дека наводното интервју било преку имејл и со помош на посредник и оти воопшто не била направена проверка на веродостојноста на одговорите на прашањата, што ги испрати преку електронска пошта до изборниот штаб на Трамп. Весникот прецизира дека прашањата му биле предадени на Владимир Рајчич, актер кој живее во Чикаго и кој рекол дека помагал во кампањата на републиканскиот председателски кандидат Трамп. Неколку недели потоа, како што изјави уредникот на Неделник, Марко Прелевиќ, биле добиени одговори за кои се верувало дека биле преку Сузан Јаворовски. Во вчерашното соопштение Јаворовски наведува дека воопшто не била дел од вакво имејл интервју. Написот е лажен, никогаш на никој не сум дала интервју со Трамп, вели таа, додавајќи дека никогаш не овозможила ниту едно интервју со новинар од Србија.